Почитувани гледачи, добро вечер, поздрав од западната порта на Скопје, општината домаќин во вечерашниот ЕУ караван низ Македонија, која го носи славното име на револуционерот и учител Ѓорче Петров. Колку оваа скопска општина го заслужува епитетот европско место за живење и колку незините жители денес се чувствуваат европејци, ќе дебатираме со вечерашните гости, актерот Владо Дојчиновски, градоначалникот Сокол Митрески и бизнисменот Горан Ѓоргиевски. Господа, добродојдовте на сцената на ЕУ караванот низ Македонија. Пред да ги слушнеме вашите ценети размисли на темава, дозволете да го слушнеме одговорот на прашањето кое колешката Сунчица Николовска им го постави на жителите на општина Ѓорче, а тоа е што очекуваат од членството на Македонија во Европската Унија и колку може да се чувствуваат европејци денес во нивната општина. Наликува ли Ѓорче Петров на европските општини? Мислам да. Па сега почнуваат улиците да се прават, до сега немаше. Па дава знаци нешто на добро, гледам нешто се одновува, нешто се прави, се работи. До некаде почиња да се развива, па да видиме до кај ќе. Па мислам дека наликува, затоа што еве се прави објект од европски размери и така натаму. Па наликува доста вака сменија улиците ги направија, кружните текови. Инфраструктурно средена е, почнува. Средено е, да. Јас сум задоволна, да. И уште побаво ќе биде. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на Европската Унија? Се надевам на подобро. Да има запослувања, младите да не бегат во странство. Па подобра перспектива за младите ќе биде, се ќе биде подобро. Па моите очекувања не се големи, ама сметам дека би влегле веќе и во реалноста. Без граници, проток на народот, мислам, помош од Европската Унија, кој имат другите држави, Румунија, Бугарија. Зошто на Македонија местото е во Европската Унија? Затоа што во сите сфери напреднува и тоа многу брзо оди напред. Мислам дека сите прашања и подпрашања сме ги решиле за да бидеме членка на Европска Унија. Ако што се наоѓаме во Европа, нормално тука треба да бидеме Европа и самите европски држави викаат дека треба да бидеме во Европа. Тука се најдеме. Не може да бидеме ни Американска унија или Индиска, Чиниска. Тука ние местото немаме кај да одеме. Што ќе значи за Ѓорче Петров членството на Македонија во Европската Унија? Прашање за вечерашните гости. Градоначалник Митровски, повелете. Па граѓаните ја дадоа најдобрата оценка, мора да кажам, и од оваа анкета која вие дадовте као прилог, очито да граѓаните се задоволни и го сакаат европскиот пат. Ние тој пат веќе со години го одиме и самата, да кажам, инфраструктура и тоа што е изградено во минатото, говори дека ги запазуваме сите европски стандарди, а користиме и европски пари за подобрување на вкупното живење на граѓаните во општината Ѓорче Петров. И мислам дека неизбежен е европскиот пат. Ние го одиме тој пат и се надевам дека многу скоро во сите сегменти ќе ги достигнеме европските стандарди во просторот на образование, детска заштита, култура и да не ги набројувам, веројатно ќе разговараме за сите тие теми. Меѓутоа, јас сум целосно задоволен, навистина има мамутски чекори направено во изминативе години, благодарение на владата, благодарение еве на поддршката на градот Скопје и благодарение секако и на разбирањето на граѓаните, меѓутоа и на европските фондови кои општината Ѓорче Петров неисцрпно ги користеше во изминатите години.
Дочиновски, ако со оценка од 1 до 5 ја оценуваме европската перспектива на општината во која живеете, која оценка би ја дале? Јас секогаш викам, ние веќе сме европска општина. Зошто сме? Ѓорче Петров. Јас, меѓу другото, сум охриѓанец. Веќе го знаат тоа гледачите, кои што се досели да живеам во Ѓорче Петров. Мене тука ми остана и душата што се вели во Ѓорче Петров. Ѓорче Петров има се она што треба да го поседува еден вистински град. Ѓорче Петров, како што викаме ние, е град во град. Ѓорче Петров има се, буквално се она што се однесува и до мене. Театар, или? Сега ќе спомнам и за тоа, веќе не му недостига театар. Веќе 1 година во Ѓорче Петров имаме ние и собствен театар, театарот Пампур. Еве, можам да кажам за 1 година, каде што започнавме да го создаваме тој театар, имаме одиграно веќе 50 представи во општината и истиот театар има гостува уште направено во земјата тука, уште 20 гостувања. Значи што не е добиваат сериозна конкуренција. Па добро, сега сепак сме тазе театар, млад театар, меѓутоа со сериозна и професионална работа. Ете, можам да кажам дека и граѓаните на општината Ѓорче Петров секојдневно се распрашуваат кога ќе има нова представа, кога ќе ја има, дури се случува некогаш да доаѓаат и по 3 пати на реприза од представите. Значи, сепак се види дека навистина сме европска општина која што ја поддржува уметноста, ја величи уметноста и уметноста живее во општината. Ѓорѓиевски, да се води бизнис во Европската Унија и во Македонија. Колку се нештата слични, а колку различни? Кога станува збор за вашата дејност, специјалност, вие сте собственик на пекарата Специјал, пекарскиот бизнис. Конкретно од нашата држава, нели, ќе се обратам на општината Ѓорче Петров. Ја велам дека ова општина е бизнис френдли за бизнисот. Односно, имаме одлична соработка со органите на локалната самоуправа, меѓутоа и понатака инсистирам тоа да се продлабочува. Значи, буквално да направиме да локалната самоуправа биде сервис на бизнисот. Тоа е некој врвен стадиум, да речем, во некое мое размислување идно. Во смисла да имаме огромна помош, сите постапки да одат многу брзо, да се движи понатамошна урбанизација, развој, да се користат европски пари што може повеќе и од бизнис аспект и од локален државен аспект на самата општина. Така да има многу можности за развој. Конкретно мојата компанија Специјал, значи, таргетирала доста европски фондови и се уште користиме помош од Европска банка за обнова и развој, како и нормално и фондови од страна на државата. Меѓутоа, тие европски фондови многу ни значат нас. Имаме и консултант од Европска банка за обнова и развој кој што ни формулира годишна и 5-годишна стратегија, буквално не насочува, бидејќи Македонија е релативно млада држава, односно релативно млада во капитализмот, јас би рекол, додека имате држави од Европската Унија кои што се стотици години и кои што веќе имаат поминати изодено некои патишта, кои што се од особено значение за нас, бидејќи многу убаво кога некој ве води во дадени процеси, а во бизнисот, знаете, посебно од нашата фирма која што е почната од нула и дошла до стадиум на средна фирма, има 200 вработени, веќе од исклучително значение да имате помош. Градоначалник Специјал има искуство со помош со соработка со Европска банка за обнова и развој. Каква е искуството на општината? Па, општината мора да кажам дека има големо искуство и црпе извонредни финансиски средства за забрзан развој на општината Ѓорче Петров. Мој интерес на времето, јас сакам само да прочитам кои финансиски средства во изминатиот период општината ги користеше за инфраструктурни објекти кои беа најбитни и најзначајни, да кажам, за подобрување на стандардот на и живењето вкупно во општината Ѓорче Петров. Они говореа, колеги, односно почитувани уметници и стопанственикот, за условите. Сакам само една реченица да кажам дека имаме навистина обучена администрација, оспособена по врвни европски стандарди. Сите курсеви кои се спроведени од страна на влада, од Европска унија, невладини организации и така натаму, се посетувани и оспособени, да кажам, администрацијата навистина да биде прав сервис на граѓаните.
Иначе за овие други дејности, како што кажа, за култура и така натаму, мислам дека сме единствена општина со враќањето на Центарот на култура или Домот на култура. Навистина се врати животот културен и во општината Ѓорче Петров, формиравме млад, меѓутоа самите актери мора да кажам дека се извонредни, искусни актери и тие дава посебно значење и посебен шмек на самиот театар Пампур во општината Ѓорче Петров. Зошто Пампур? Затоа што Пампуро и Пампурчето е наше обележје и го носи, да кажам, од 1916 година, 1916 година, како населено место е формирана населеното место Ѓорче Петров, на денешен или во сабота на 20 септември ќе полни 98 години како населено место и 68 години како го носиме името на нашиот славен патор Ѓорче Петров. Према тоа имаме една долга историја која ги ја немаат и мислам дека сите тие културни елементи и ова што кажа за стопанството, имаме навистина добра база и се надевам дека во иднина со ова што е створено со плановите развојни, со сето тоа што имаме 5 индустријски зони и една добра основа комуникацијска за која можда покасно да говорам, со 2 претоварни станици, со близината на аеродромот, со обиколницата, 4 клучки, брзите излесни комуникации за коридорот 8 и 10, навистина на Ѓорче Петров му даваат посебна место и самата локација, да кажам, за меѓугранична соработка. Ние сме единствената општина која се граничи со соседна држава, иако сме Скопска општина, град Скопје. И веќе сме почнати на преговори за меѓугранична соработка и користење на европските фондови, заедно со општините Елези и така натаму Урошевац, за регулација на реката Лепенец, која е една од најбитните, да кажам, наши загадувачи, најопасните загадувачи, пошто водата од Косово доаѓа 5-та категорија, а во тој слив, знаете, на Вардар се наоѓаат артерските бунари на градот Скопје, каде во сушниот период градот се снабдува со 30% вода за пиење. Можете ли со помош на Европската унија, со фондовите, да ја завршите канализацијата во Волково? Па ја за канализацијата реков дека сме користеле во почетокот првите финансиски средства за отпочнување на канализацијата се од швајцарската амбасада. 50.000 евра за главниот колектор и понатака се користеа средства финансиски, да кажам, од владата, од општината и така натаму. Меѓутоа, јас би рекол, ево, кои се проекти реализирани со фондовите од Европската унија. Значи, од КАРС програмата за изградба на водоводна мрежа во реонот на селото Волково, 500.000 евра. Од ИПА програмата за проекти за развој на локалната инфраструктура, значи, средства од Европската унија, 600.000 евра замена на прозорци и врати во сите 6 основни училишта во општината Ѓорче Петров. Европска инвестициона банка, водоснабдување и одводнување на отпадни води. Проект изградба на секундарна водоводна мрежа, исто во Кисела Јабука и Стопански двор, 200.000 евра. Европска банка за обнова и развој, изградба на локална патна инфраструктура, изградба на патот, значи, до клучката Стопански двор, кој дава нова сега комуникација, веројатно по него дојдовте, 352.000 евра. Од ИПА програмата, компонента 2, Еко Лепенец заштита и менаџирање со водните ресурси на коритото за ово што говоре за Лепенец, имаме веќе аплицирано и очекуваме заедно со соседните општини од Косово, заедно со градот Скопје, затоа што реката Лепенец не ја тангира и оптеретува само, да кажам, општината Ѓорче Петров. Добро, дозволете во прилогот на колегата Миле Ристевски да видиме што друго финансира Европската унија како инфраструктурен проект во општина Ѓорче Петров, на кој начин општината ги ползува европските фондови и за кои проекти се наменети. Северозападен влез на Скопје, општина Ѓорче Петров. За добре дојде во главниот град впечатлива широка улица. Овде живеат околу 42.000 жители. Шегата е следна. Кога мијаците и брсјаците од Западна Македонија се селеле во големиот град и кога ги виделе првите светла, купиле имоти во Ѓорче. Од некогаш мала населба, која ја викале железничка колонија, сега урбанизацијата е повеќе од видлива. Вовчето Пампур во паркот сведочи за едно минато, за некого пубаво време. Сепак, последниве, ајде да речем, 10 години, навистина се прероди. Навистина се прероди. Па се прероди во смисол на тоа што комплетно се урбанизира населбата. Понатаму еве се уреди еве овде просторот кај што разговараме, овој парк исто пред 2005 година беше така исто за едно место запуштено, неуредено. Понатаму имаме
неколку физкултурни сали, имаме училишта, градинки. Сега со Центарот за култура, тоа старото кино во Ѓорче Петров, го доби општината, малку приреден, меѓутоа тоа ипак не ги задоволува потребите на Ѓорче Петров. Понатаму можеби нема, така да речам, доволно простор за дружење на младите луѓе. Новковски скромно посочи дека треба и повеќе пензионерски клубови, бидејќи овде има над 7000 пензионери. Се прават планови и стратегии за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на Ѓорче Петров. Во тек е изградбата на деловен центар и нова општинска зграда како дел од јавното приватно партнерство. Тоа што недостасува на оваа општина е подобрување на инфраструктурата и влез на странски инвестиции. А во општината баш забрефтано работат во корист на граѓаните. Не сакаат нивните жители да мигрираат кон центарот. Инфраструктурата во секој поглед се подобрува и се работи на неа, како во градскиот, така и во руралниот дел. Подготвени се урбанистичките планови за Стопански двор, Лепенец и Лука Геров, каде се очекуваат инвеститорите со лесна и незагадувачка индустрија. Овде со европски пари од ИПА програмата заменети се прозорците и вратите на сите основни училишта. Проектот е вреден 600.000 евра. Преку Европската инвестициона банка со 200.000 евра изградена е секундарна водоводна мрежа во реоните на Волково, Стопански двор и Кисела Јабука, но со европски пари, или поточно со 352.000 евра, се подобрувала и локалната патна инфраструктура. Ѓорче Петров изобилува со мноштво цркви, особено е погодна за манастирски туризам. Манастирот Свети Ѓорѓа едноставно плени со мирот и прекрасно уредениот простор. На хартија веќе се разработени плановите. Во преден план селото Кучково. Предвидено е развој, односно отпочнување со развојот на руралниот туризам, етнотуризмот, сето тоа поврзување убаво поврзано со манастирскиот туризам, изградба на велосипедски, трим патеки во руралното подрачје и сето тоа во економска смисла има особено значење заради намалување на степенот на внатрешна миграција. Големиот уметник Мирослав Масин не ни помислува да го напушти својот рај во Ѓорче Петров. За многумина ексцентричен, но со европски манири за маркетинг. Живееше во кафе со мајмуни, собра 1000 бакнежи за да организира изложба. Не се стега да уништи собствено дело, кое не му се допаѓа. Масин вели, Ѓорче е чиста општина. Ние се врзуваме за таа традиција што е прекрасно и треба да ја негуваме. Меѓутоа стално каскаме. Каскаме заради тоа што сме Балкан, за тоа што за политика не зборам, знаеме зашто се дешаваат тие работи и како се дешаваат. Еве шетам по Европа во чат-пат, изложби. Не би се менјал со нив. Нивниот начин на живот и нивното темпо, поготово по тие големи градови, метрополи, мене лично не ми одговара. Поубаво ми е тука, баш у Ѓорче, баш дома, кај што сум џуџе. Ѓорче Петров смело гаси. Општинските власти велат ги потенцираме традиционалните вредности, но по примерот на европските земји, креираме нови, современи. Со новите инвестиции, но и со производствените капацитети кои со децени обстојуваат на низината територија, Ѓорче Петров почнува да преминува во високо развиена општина. Неколкуте приватни болници ја прават и атрактивна дестинација за здравствен туризам, кој е важен за економскиот напредок на општината која годинава го одбележува своето полнолетство. Во 2011-тато со инвестиција од над 20 милиони евра во Ѓорче Петров е изградена Европската очна болница. Тука по европски офталмолошки стандарди дневно се прегледуваат околу 300 домашни, но и странски пациенти, главно од соседството. Станавме во мапата на општина Ѓорче Петров, станавме многу битен елемент, зашто многу фреквенција има. Тие држави кај што одеа нашите пациенти, веќе од таму пациенти не доаѓаат кај нас. Меѓу компаниите со најдолг стаж во Ѓорче Петров е Јадинг. Постои веќе 45 години и вработува 100 луѓе. Со своји представништва и производи присутна е на блискоисточниот, но и на европските пазари. Тука ни е баш обиколницата на град Скопје. Во некоја блиска иднина се надевам, имаме убава развојна програма, урбанистичкиот план. ГУПот и деталниот урбанистички план предвидуваат убави сообраќајници, кај што уште повеќе ќе го истакнат или ќе го доближат нашето
обкружување и ние како компанија до брз транспорт на роба. Западната порта на градот Скопје има 3 сообраќајни клучки за поврзување со обиколницата. Во деталниот урбанистички план веќе се одредени парцелите наменети за изградба на индустријски капацитети. Се чекаат инвестиции кои ќе придонесат за брз развој на општината и за поголема вработеност. И многу големо задоволство ни е да може што поскоро таа зона како простор да заживее, да ја ставиме во функција, бидејќи ние и на тамошното напредување на општината и зајакнување во економски смисол го гледаме баш и во развојот на таа индустрија, зашто на тој начин би обезбедиле соодветни вработувања на локалното население, што е навистина голем проблем, да кажеме. Поволната сообраќајна инфраструктура е реален потенцијал за добар индустријски прогрес на Ѓорче Петров. Нуди можност за искористување на локалните ресурси и развој на нови бизниси на територијата на општината. Коридорот 8 треба да овозможи развој на западната индустријска зона, која е важен економски потенцијал за отворање нови производствени и трговски капацитети. Правецот на развој на Ѓорче Петров е насочен кон поголемо искористување на европските фондови за локален економски развој и инвестиции во лесни индустрии, пред се заради близината до главниот град и граничните премини во северниот дел на земјава. Слушнавме во Ѓорче, одлична шанса за развој на манастирскиот туризам. Градоначалник, колку манастири има на територија на општината и каде ги рекламирате? Како странските туристи, еве и домашните да разберат какви манастири имат и каде ги рекламирате? Промоцијата, веднаш да бидам многу краток и јасен, е секако преку публикации и книги кои ги издаваме ние преку општината Ѓорче Петров, меѓутоа и преку градот Скопје, преку Скопскиот плански регион, правиме бројни публикации, тука ги опфаќаме и манастирите и значајните историско-културни споменици, да кажем, во општината Ѓорче Петров. Најзначаен културно-историски споменик, секако би го споменал манастирот Свети Ѓорѓе во село Кучко од 13 век, каде има едино, можда во тој манастир, јас не сум видел во Македонија или пошироко негде да има и камени фрески, таму се наоѓаат од 13 век 2 камени фрески кои се навистина изворно богатство за Република Македонија и добро да се тоа промовира и да најде поголемо значење. Секако имаме тука видни личности кои може тоа да го промовираат и во други публикации и ние Ѓорче Петровци, љубеници во општината Ѓорче Петров, тоа го правиме. Се надевам дека тие публикации ќе најдат поширока примена и во, да кажем, македонските изданија на Министерството за култура. Иначе, овој наш реон кој го имате, малку некако го поделивме повише за руралниот дел, зборевме, со интенција да се задржат граѓаните во тој дел. Наша интенција да селата си останат активни, затоа комуникацијски ги поврзуваме и со средства од Европската Унија, даваат пари за тие, имаме извонредни проекти, се надевам за многу скоро време, за 2-3 години, дека навистина општината комуникацијски ќе биде поврзана и нема потреба да граѓаните од руралниот дел доаѓаат во урбаниот дел, затоа што богатството од 3 реки, Шарпланински, од ружата на ветру и тоа што го има Ѓорче, навистина изобилува и сами гледате граѓаните веќе заљубеници сакаат да останат во Ѓорче, затоа што како Ѓорче нема никаде ни во Европа. Почитувани гледачи, ја следите 16-тата емисија од ЕУ Караванот низ Македонија. Ве поканувам да ни се обратите со коментар или прашање преку нашиот Facebook профил ЕУ Караван низ Македонија. Дочиновски, колку се европски навиките на Ѓорче Петровци кога станува збор за културата и уметноста? Или да го поставам вака прашањето, знаат ли европјаните да прават македонски народни приказки како ние што знаеме? Верувајте, јас мислам што се однесува инаку како публика. Тие што ја сакаат уметноста, што ја почитуваат уметноста, ја почитуваат и тука, и во Европа, па макар и во Африка. Тие што се однесува до македонските народни приказни, за тоа можам слободно да кажам, бидејќи тоа луѓе што ги гледале од надвор нашите приказни, викаат, вие, вика, не сте свесни што правите. Тоа ние го бараме, а го немаме и не е направено кај нас, значи надвор. Така да донесеме самите заклучок дека навистина
Може би ако приказните прошетаат и понастрана, мислам, влезат ги погледнат во Европа како што треба, ќе се направи може би и добар пазар и така натаму и така натаму. Георгиевски, спомнавте дека вашата компанија има одлично искуство кога станува збор за европските фондови, особено соработката со Европската банка за обнова и развој. Дали македонските бизнисмени, генералниот впечаток е дека тешко се добиваат пари од европските фондови, не нудат доволно добри проекти или пак навистина се компликувани процедурите за добивање на европските пари? Искрено, значи за добивање на европските пари треба посветеност на правното лице, во смисла да треба да се ангажира добар тим, да се направи квалитетен проект, издржан, логичен, разумен и понатака сето тоа останува на понатамошната иницијатива на предприемачот, на директорот или екипата што он ќе ја створи за да се добијат тие финанси. Меѓутоа, јас можам конкретно за нас да кажам дека имаме многу позитивно искуство. Дури имаме една следливост од нивна страна во поглед на работењето на нашата компанија, што мене лично ми одговара, бидејќи ние ништо не таиме, напротив, ги имплементираме сите тие работи кои што не ги бараат. Например, проект за енергетска ефикасност или пак проект за конкурентска предност на мали и средни предпријатија. Сето тоа се имплементира, доаѓа аудит контрола, по таа контрола добивате поврат извесен грант, понатака продолжувате, ви се отвараат нови врати, нови можности кои што ги преточувате во нов проект и тоа е еден движечки процес што за мене е еден убав динамичен систем кој што лично и на мојата фирма ни одговара во нашиот развој. Со нас на подиумот на ЕУ Караванот низ Македонија во ресторанот Панорама во Волково, една од поголемите населби во општина Ѓорче Петров, се уште десетина жители на општината, сите врвни и докажани професионалци во својата област. Во очекување на прашањата на нашиот Facebook профил им давам збор на господата и дамите од публиката. Еве, ве замолувам, представете се, веројатно нашите гледачи ќе препознаат многумина од вас, но за секој случај представете се и поставете прашање за некој од вечерашните гости. Благодарам, јас сум Марко Китевски, истражувач на македонскиот фолклор, жител на општината Ѓорче Петров од 70-тите години. И навистина можам да искажам само задоволство од она што последниве десетина години е направено во населбата, во секој поглед. И сега во однос на вашето прашање можам да кажам дека истражувањата покажуваат дека на територијата на Ѓорче Петров, на општината, во минатото се одвивал богат духовен живот. Повелете, поставете прашање за некој од гостите. Прашањето е токму во врска со тоа. Значи, во минатото постоеле обичаи и некои други форми на народниот живот кои што се исчезнати. Прашањето се однесува како да ги витализираме, да ги ревитализираме тие обичаи. Градоначалникот се сеќава на куќариците во Кучково кои што ги правеле девојките и везеле од Митровден до Ѓурѓовден свадбени дарови. Во Орман жителите се уште се сеќаваат на обичаите со змиите на младенци, поради тоа доаѓале наистакнати етнолози од Балканот да ги запишуваат. Манастирот во Кучково е мистично место, заедно со крстот каде што се одржува денови на крстот. Сега прашање е во сите тие околности како да ги ревитализираме овие исчезнати обичаи или може и актерот да каже тука некој искуство за тој терен за снимање на приказни или на други филмови. Повелете само кусове, молам, Дојчиновски па Митровски. Ние веќе снимавме, можам да кажам, направивме 10 нови епизоди кои што се снима баш во Кучково. Ѓорче Петров, значи општината, не само што го има онај сегашен современ дух, има се уште во таа општина да се види тоа минато, како се живеело некојаш, да се почувствува тамошниот дух и убавината во тоа што снимавме таму е, дури дека тие куќи што се уште таму, изградени некогаш, тие се уште живи куќи, се разликуваат на куќи кои се веќе распаднати, овие се куќи што имаат уште дух, што имаат уште душа, го пренесуваат се уште тоа минато, а што се однесува исто така до тие обичаи. Јас сметам дека тоа нашиот фолклор во секој случај е многу големо богатство, е многу обемен, треба многу да се прават и други испитувања и мислам емисии во кои што ќе се презентира сето тоа,
А ние, јас што би можел барем да направам и што би сакал сето тоа да го се спакувате во вметне македонска во приказна. македонските народни приказни Така, би наскоро нова довеле сезона уште почнува на поголема македонската убавина. телевизија. Градоначалник, како да ги ревитализираме сите богатства од Па најпрво сакам да фолклорното... кажам, почитуваниот професор Китевски што ги напомена сите тие традиции, сакам да ги од заборав да се запишат и ние за таа традиција издаваме повеќе монографии и книги, веќе се 5 издадени за тие, да кажам, обичаи кои живеат во општината Ѓорче Петров и по повод денот на општината ќе издадеме и 6-та книга кај ќе се говори исто за традициите во општината Ѓорче Петров, тоа ќе биде на утрешниот ден, да кажам, во Центарот на култура. Иначе, за очувување ние ги обновуваме манифестациите за помладите генерации. Традицијата за Денот на Крстот е една од тие манифестации. Собирањето на Змиерник на 21 март, тоа е исто така, значи, традиција. И сите тие традиции, гласувам, сакам да останат и за младите поколенија. Ги обновуваме за во интерес, поново да кажам, на младите поколенија. Ние постарите да им пренесеме одредени обичаи, како народната песна, народното оро и така натаму, и овие обичаи, поново да кажам, кои професорот Китевски ги потенцираше во своето излагање. Ви благодарам. Пред да го слушнеме следното прашање од овде, одиме со првото прашање од нашиот Facebook профил. Владо, би заминале ли од татковината за работа во некој престижен европски театар? Во никој случај. Кратко и јасно, во никој случај. Значи, и сум имал можности не само со оваа професија и друга, во никој случај. Значи, мене тука ми е убавината, тука сакам да живам. Едноставно, тоа што го правам, што се вели, Господ ми ја дал оваа професија, треба да искористам. Јас сметам дека со оваа моја професија треба да оставам нешто за овој народ и да направам за овој народ. Благодарам. Повелете следно прашање од учесниците на подиумот во Панорама. Јас да поставам едно прашање. Методија Тошевски од пензионерската организација во Ѓорче Петров. Воопшто пензионерската организација во Македонија е релативно добро организирана и комуникациите меѓу здруженијата се во една напредна фаза на организирање на заеднички манифестации од областа на културата, на спортот, на туризмот и така натаму. Меѓутоа, за да можеме да се вклучиме во некој од европските фондови, потребно е организацијата да биде поддржана и со учество на општината и еве јас го молам градоначалникот Митровски да одговори за подготвеноста на општината да ја помогне организацијата во таа смисла. Пред да го завршам прашањето, сепак сакам да искажам дека во досегашниот развој на нашата организација имаме полна соработка со локалната самоуправа и со градоначалникот. Благодарам. Ја ќе видам сосема краток, поддршката останува и за меѓународно промовирање, да кажам, на пензионерската организација од општината Ѓорче Петров. Благодарам. Следното прашање од публиката. Повелете. Благодарам. Јас сум Гоце Петрески, председател на Советот на општина Ѓорче Петров. Сакам да му упатам едно прашање на стопанственикот во нашата општина. Колку има наши млади запослени во неговата предпријатие? Па вака сега ние во однос на вработувањето конкретно не двоиме дали од општината Ѓорче Петров или од другиот дел на Скопје, меѓутоа можеме да кажеме дека логистичкиот центар и базата и фабриката на специјал се наоѓа во индустријската зона на општина Ѓорче Петров, на железничката станица, така да географската положба најмногу одговара и најмногу вработени имаме од прилика би рекол како бројка околу 40 до 50 луѓе. И таа географска положба наметнува да они нели имаат мали транспортни трошоци, односно блиску да им биде за работењето. И мислам дека со тоа најголем број на вработени се од општината Ѓорче Петров. Нормално имаме во предвид комуникацијата секојдневна, моето потекло, бекграунд дека е од тука и пријателства, кои што не влијаат на квалитетот на вработените, ама сепак имаме во предвид... Тие врски се сепак силни. Да. Така е, Петрески, ако сте задоволни од одговорот, следното прашање повелете. Представете се и адресирајте го до некој од гостите. Виктор Лилчич Адамс, професор на Филозофски факултет во Мирување, актуелен директор на Управата за заштита на културно наследство. Јас би бил краток, ако некојаш Македонија била, да речеме, водечка виолина во
рамките на југоисточната цивилизација, денес овој дел, значи наша Република Македонија стреми да биде рамноправен член, да речеме, на платото на европската цивилизација. Во тие рамки нас ни треба балансирање, нивелирање со таа цивилизација и тука на, да речеме, помош ни излегуваат фондациите, фондовите, кои што се отворени, но сега ние треба да покажеме и спремност да излеземе и да ги искористиме тие фондови. Мене ме интересира прашањето е дали општината Ѓорче Петров поседува, например, соодветна доволно, да речеме, администрација и креативни идеи во користењето и искористувањето на тие фондови, чисто. За волја на вистината мора да кажам дека за промовирање на тие локалитети културно-историски до сега немаме користено финансиски средства од Европска Унија. Меѓутоа, ќе настојуваме затоа што приоритет до сега ни беа секако да ги локалитетите доближиме комуникацијски и двоинфраструктурен поглед. Меѓутоа, за воиднина ќе остане приоритетна задача на тој план. Меѓутоа, уште еднаш ќе потенцирам, имаме оспособена администрација за такви проекти и мислам дека ќе биде една реалност која ќе се случи многу брзо во општината Ѓорче Петров и до манастирот на Свети Ѓорѓе и до другите локалитети во општината Ѓорче Петров. Професоре Лилчич, дозволете ми јас да ви поставам едно прашање вам. Веројатно, знаете како изгледала општината Ѓорче Петров во антиката. Можете ли да ја замислите како ќе изгледа во иднината, тогаш кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија? Па вака, јас би рекол, истражував цела Република Македонија, Ѓорче Петров посебно, зашто сум тука роден и целиот живот живеам во Ѓорче Петров. Се работи за еден долг временски период, тоа се накусо би рекол 4 истории, една, да речеме, предисторија и рана антика, Рим, доцна антика, пакс романа, значи, и доцната антика и средниот век. Значи, тоа е период на амплитуди од едни грчовити моменти кога се бранела цивилизацијата до моменти на смирување, да речеме, античкиот град Скупи, па повторно во доцната антика се брани, да речеме, македонската цивилизација од нападите на аварите и други племиња од север. И креирањето на она што денес имаме. Сега, сето тоа ни носи поуки преку материјалните остатоци што ги имаме тука во, би рекол така, еден енормен број во самата општина Ѓорче Петров, тоа се, да речеме, тврдините, раните тврдини, да речеме, градиште Кучково, потоа голема кула Кучково, например, ранохристијанската базилика, што е многу прекрасен, убав пример, нели, меѓу малкуте ранохристијански базилики во целата скопска територија и други, да речеме, локалитети средновековни. Сега како би ја замислил јас ова во еднината нашата територија, се работи за неколку многу поволни моменти. Ние ја имаме тука, го имаме западниот крак од така наречената европска магистрала низ Република Македонија, што оди од Косово низ Скопје на кај Гевгелија, визави, например, оној источниот крак од кај Команово што оди. Значи, тука секојдневно поминуваат илјадници, да речеме, луѓе. Нас ни треба некако тој линк, заборавив и обиколницата што оди, да речеме, што не врзува со западна, северо-западна Македонија. Значи, многу е битно да поработиме, сега јас зборувам од аспект, например, на и заштитар и археолог, да ги презентираме овие културни вредности, значи, со кои ние се гордееме, но и од кои треба да имаме еден финансиски бекграунд, или повраток, со тоа што помислувам, сонувам еден, да речеме, прекрасен музеј по европски систем направен. Исто така, може би, и потребно е да оформиме еден завод за заштита на културно наследство наш тука регионален во Ѓорче Петров, што ќе биде заложен за западниот дел на Скопскиот овој регион, кај што се чувствува недостаток на една грижа, која што, да речеме, ние постепено ја разминуваме, но ни фали нешто. Например, јас во Европа, во Швајцарија видов дека секој, например, поголем швајцарски град поседува собствен археолошки сервис. Тие, значи, археолошки сервиси истражуваат и конзервираат. Ви благодарам професорски, обсежно, во детали. Господа и дами, гледате фудбал вие? Минутите за нашата емисија полека истекуваат, следува Лига Европа, затоа одиме со завршни зборови. Ја слушнавме визијата на професорот Лилчич како ќе изгледа Ѓорче Петров во иднината. Како ја замислувате вие вашата општина по 10 години? Да почнеме со Ѓоргиевски. Повелете. Ке се надоградам. Се извинувам. Се извинувам, ќе мора да привршуваме, немаме време.
Повелете, Георгиевски. Ке се надоградам на господинот професор, нели он рече дека замислува еден современ идеален музеј покрај автопатот, а јас замислувам безброј фабрики покрај обиколницата и горе и долу, вработени најмаксимален можен број на жители на општината Ѓорче Петров, кои што ќе ги тргнат на страна тие проблеми, денешни проблеми на вработување, кои што ќе бидат финансиски способни да си ја менаџираат и креираат својата судбина. Значи, тоа е мојата визија. Нормално и неговиот музеј до фабриките. Градоначалник Ѓорче Петров во 2024. Па Ѓорче Петров во 2024 година, да кажем, ќе биде европска општина. Се надевам до тога ќе влеземе во Европска унија. Може и многу порано, меѓутоа ова се што се работи, веќе се работи по европски стандарди. Јас Ѓорче Петров го гледам како дел од современиот град Скопје, тоа е една целина, меѓутоа рековме дека сме град во град и се надевам дека Ѓорче Петров ќе нема невработени, Ѓорче Петров ќе има целосно решена инфраструктура, Ѓорче Петровци сите овие прашања кои ги потенцираат ќе им бидат решени за еден подобар и поцивилизиран, да кажам, живот во 21. век. Дечиновски. Се тоа што беше кажано и значи на местото на денешниот театар Пампур да има еден многу поубав театар Пампур кој што ќе не представува не само во нашата земја во општините, туку ќе не представува многу пошироко и значи ќе биде вистински театар. И илјадници епизоди од македонски народни приказки. Почитувани гледачи, во изминатите 40 и кусур минути се уверивте дека Ѓорче Петровци прават се за да ги задржат своите сограѓани дома. Не ги пуштаат ниту поблиску до центарот на градот, а камоли некаде надвор од Македонија. Уверени се дека многу брзо ќе ја донесат Европа во нивната општина. Ви благодарам на вниманието. Довидување идниот четврток од Македонски брод.